Здраво на сите, можеби повеќето од вас ме знаете, јас сум Бане. Почетоците мои на геймањето се наоѓаат кога бев уште многу мало дете, кога првпат добив Sony и се собиравме кај мене другари дома и така геймавме по цел ден. Тоа е се што правевме. Моите почетоци како играч беа кога исто така со едни другари бевме во компјутерница по цел ден. Се што правевме беше геймање и ништо повеќе, бевме само онака една клапа на другари кои што цело време само играше Dota по 20 сати на ден и остававме по 200 денари за цел ден да играме и тоа беше се. Сметам дека во Македонија луѓето што можат да си приуштат еден добар сетап за компјутер може да имаат многу подобри перформанси него други играчи, дали е тоа input delay, дали е тоа било каков делеј со пингови, со било што. Мислам дека тоа е една голема пречка кај еден геймер. Да, мислам секој од нас веројатно го има почувствувано тоа и е многу голема препрека. И сметам дека наравно high-end технологија е секогаш многу подобра, ама сметам дека минимумот може да го достигне секој еден играч кај нас и тоа е тоа. Па во Dota мислам дека највише што имам дигнато било 7600 ММР. За некој можеби тоа би било доста високо ММР, но за мене не знам, не го гледам тоа како некој голем успех, бидејќи како човек сум со едно мото кое што е секогаш благодарен, никогаш задоволен и сметам дека секогаш може подобро и никогаш не сум бил задоволен со било колку и да сум достигнал и сметам дека менталниот склоп кај мене била најголемата пречка како играч за да прогресирам, дали е во ММР, дали е во скил, дали е во било какви аспекти, најголемата пречка бидејќи сум бил можеби не толку ментално стабилен како други играчи и сметам дека тоа и на тимско ниво е на еден голем проблем да играш со луѓе кои што треба да те толерираат како индивидуа во тимот и сметам дека токсичноста и тој behavior во играта е многу битно. Сметам исто така дека на индивидуално ниво можеби сите сме некако механички многу skilled и многу добри, но сметам дека ако менталниот склоп, како што кажав, не е цврст и нема кохезија помеѓу играчите, нема да се постигне ништо. Сметам дека во Dota многу од нас можеме да достигнеме еден механички и теоретички дел каде што сме многу добри и разбираме премногу за играта, бидејќи Dota не е игра која што толку многу често варира од однос на самиот концепт. Се менја метата, но не е целиот концепт на играта. И така да сметам дека после одредено ниво некои работи достигнуваат едноставно статус кво и се што треба да се фокусира еден играч кај себе е можеби на индивидуалноста своја како играч, дали си токсичен, дали си можеби дали ги бодриш тиммейтсот и каква аура имаш кога играш со другите и тоа е многу битно. Мислам дека за играње во тим и мој совет би било, бидејќи јас не сум бил никогаш тој тиммейт што би бил пример за да дадам, јас би дал обратно пример дека сум еден од најлошите тиммейти што можеш да ги имаш, бидејќи не сум бил многу ментално стабилен за да можам да им направам еден environment на моите тиммейти за да бидат многу задоволни со тоа како играат. Обично сум бил играч кој што правил многу притисок, бидејќи можеби од индивидуалниот притисок дека никогаш не сум бил доволно добар како некои звезди што се во Dota и можеби тоа ми дало на голем притисок во себе да морам тоа некако да го изразам во играта. И тоа би било тоа. Па поддршка никогаш не сум имал, многу била пасивна работата од страна на моите. Наравно, како и сите други родители ми кажувале дека било само едноставно трошење на време, бидејќи
само геймам и ништо друго не правам. Ама тоа ми било мене пасија, тоа ме задоволува како што имаат други луѓе што не знам возат скейт или играат фудбал или не е битно. Тоа те прави среќен, тоа прави го. И ми ги викаа демек доста кликаш по тоа ливадата по цел ден, кога нема ништо кјаро тоа. И кога беше смешно едно време, ама као после некое време еве сватив дека може да се направи нешто, и спортот е во голем подем и сметам дека и дали Dota, дали Counter, дали било која друга игра, сега и е тек екот и мислам дека геймингот тек станува многу се поголема светска работа и сметам дека родителите треба да бидат многу полиберални со нивните погледи во однос на испортот. Сите знаеме дека седењето дома згрбавени, не спортуваме, дека тоа не е можеби здраво за индивидуата, ама ако има некој човек пасија, мислам дека најубаво да му дозволиш да си ја оствари и сметам дека било кој родител треба само да му дозволи на своето дете да се изградува така како што тоа посакува. Во моето слободно време обично се бавам со играње на Dota, нели, нормално. Исто така вежбам во теретана, посветувам време на мојата девојка, се дружам со пријатели и чат-пат, нели, играње на некои рандом игрици на компјутер, бидејќи тоа ми е пасија, мислам дека цел живот мој ќе геймам и никогаш нема да престанам. Тоа е тоа. Сметам дека подемот кај нас во Македонија е многу голем сега за испортот, бидејќи турнирите стана со неверојатни суми. 40 милиона на TI10, тоа е огромна сума која што можеби многу луѓе сакаат да ја освојат и сваќаат дека има многу заинтересираност во геймингот. Сметам дека и многу родители дознаат дека нивните деца се бават со една бранша која што може да им донесе многу пари и мислам дека не се толку игнорант колку што биле порано. Сметам дека најголемиот проблем кај нас како геймери во Македонија е тоа што можеби не можеме да се посветиме толку многу, бидејќи имаме пасивен притисок од страна на тоа што мораш да придонесеш за себе нешто, да заработиш, да придонесеш за твојата фамилија нешто и да платиш сметки и да тоа е тоа. И мислам дека тие пасивни притисоци да мораш да работиш, да мораш да се социјализираш и да не можеш да гемаш само по цели денови е многу голем притисок и не можеме да знаеме дали ќе успееме во тоа и затоа мислам дека работата е хит or miss, или е црно или бело и сметам дека заради тоа играчите не се посветуваат 100% во себе си, иначе можам да гарантирам за сигурно дека познавам многу луѓе, јас лично што ги познавам, дека може да бидат страшни звезди во Dota, што сметам дека ради тие пасивни притисоци што ги имале никогаш не можеле да се посветат онака 100% на Dota. Познавам и луѓе што се откажале баш поради тие причини и многу ми е жал поради тоа што никој не ги супорта македонците, никој не барем да придонесе мала сума на пари. Јас гарантирам дека да имаат 400 евра плата или било какви приливи од страна на некоја компанија, сметам дека еден просечен геймер би бил многу задоволен со тие пари, да седи дома и да има мотив да продолжи да игра цело време, ама барем да знае дека има пари да си плати сметки. Тоа е тоа. Сакам само да се заблагодарам на Меса за овој интервју, што ми дозволи да можам да го искажам своето мислење пред неколку луѓе, за да ме слушнете како еден просечен геймер што имам да кажам и мојот еден главен совет што сакам да го кажам за на крај е тоа да бидете позитивни и да не бидете токсични геймери и да гледате да го поттикнете тимот да биде подобар, бидејќи верувајте ми дека тоа е најбитната работа во било која игра. Фала.